Велат дека вистинските љубители на чајот се оние кои го пијат без оглед на годишното време. За мене сезоната на чајот почнува кога во плакарот ми се надофат джемперите, кога чаршафот го заменувам со дебело ќебе, кога оџаците на околните куќи почнуваат да чадат. Со еден збор, сезоната за пиење чај ми е токму сега. Чаизмот е обред втемелен на почитување на она што е убаво, меѓу нечистотијата на секојдневниот живот. Тоа е хигиена затоа што наметнува чистота, економија затоа што покажува повеќе уживање во едноставното отколку во сложеното. Тоа е морална геометрија бидејќи ја дефинира нашата смисла за размена со Вселената. Тоа е во суштина почитување на несовршеното и скромен обид да се постигне нешто што е можно во оваа невозможна појава која ја нарекуваме живот. Оваа емисија ќе ви го представиме кинескиот чај, неговата историја и различните традиции поврзани со неговата подготовка и символика. Нихао. Пишаните сведоштва до кои што стигнало човештвото велат дека првиот човек кој што го открил чајот е Шенг Нонг, или во Кина познат како татко на земјоделството и на хербалната медицина. Се раскажуваат две легенди за тоа како ги открил позитивните ефекти на овој денес најпопуларен пијалок во светот. Ако досега мислевте дека англичаните го измислиле, а остатокот од светот го комерцијализирал, останете со нас во минутите кои што следуваат. Ќе ве разубедиме на најубавиот, највкусниот и најмиризливиот начин.亲爱的白马其顿朋友们，大家好！今天由我来为大家介绍中国的茶文化。茶起源于中国，盛行于世界。中国人制作和饮用茶，据考古发现，在远古的神农时代，距今大约4700多年。可以说，中国的茶文化历史悠久，源远流长。它是中国传统文化的重要代表符号之一。人们在泡茶、喝茶的过程中，体会一种闲适、诗意、智慧的生活方式。在中国的传统文化中，经常以茶会友、以茶联谊、以茶献艺等。从远古的丝绸之路、茶马古道、茶船古道，到今天的一带一路，茶穿越了历史，跨越了国界，深受世界各国人民的喜爱。据统计，目前全球饮茶人数已超过20亿。可以说，没有一个国家的人不喜欢茶，也没有一个国家的人忌忌茶。中国的茶品种繁多，根据不同的标准和方法呢，有不同的分类结果。比如，按照色泽或者是制作工艺来说，它可以分为6大类：绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶。如果是按照季节来分呢，它又可以分为春茶、夏茶、秋茶和冬茶。按照生长的环境来分呢，分为高山茶、平地茶。还有一种呢，就是中国国家地理标志产品云南的普洱茶。请看，普洱茶呢，如果说从制作工艺来说呢，它又可以分为普洱生茶、普洱熟茶。茶叶介绍完了，我给大家介绍一下泡茶的工具茶具。这里呢有3套茶具，带有蚊香杯的茶具是专门用来泡乌龙茶的。这个盖碗的茶具我们通常用来泡普洱茶。
还有玻璃杯呢，通常用来泡绿茶，比如龙井。这个呢是泡茶时的辅助工具，它叫茶道六君子，名字非常好听。茶桶、茶漏、茶针、茶勺，这个是茶钵，这个是茶夹，一共6样东西。在中国，茶具的品种非常多。随着现代生活节奏的加快呢，又有了一些便携式的茶具、茶杯，比如飘逸杯，它适合上班人办公时使用。给大家介绍完了茶具，那么下面呢，我给大家做一个简单的茶艺演示，请。Чајот за прв пат е откриен и испиен во Кина. Како родна земја на чајот, тој не е само популарен пијало кој се приготвува со зовриена вода, тука е дел од кинеската традиционална култура, придавајќи големо значење на духовното уживање. Денес се уште во Кина се наоѓаат 60% од плантажите со чај во светот, преку голем број чајни градини во повеќе од 20 провинции низ целата земја. Пиењето чај најпрвин започнало да станува популарно во династиите Танг и Сонг и продолжило во современото време. Вкусот на чајот, кој може да се пие слаб или силен, содржи и горчливи и сладки елементи. Уште повеќе, со својата единствена привлечност, чајот сега може да се пие не само онамо од каде што потекнува, туку во речиси сите делови на светот. Потеклото на чајот е изгубено меѓу историјата и легендите. Она што грубо може да се потврди е дека чајот потекнува од југозападот на Кина. Во Јунан и на некои други места се уште има некои диви чајни дрвја стари над 1000 години. Се верува дека првиот кој ги открил ефектите на чајот бил Шенг Нонг, татко на земјоделството и хербалните лекови во Кина. Луѓето знаеле многу малку за растенијата. Со цел да открие кои растенија можат безбедно да се јадат, Шенг Нонг пробал разни видови растенија, за да ги тестира како храна или лекови. Откако ги изел растенијата, Шенг Нонг ги забележал делотворните ефекти во стомакот. Античката кинеска медицинска книга, наречена Шенг Нонг билка, која му се препишува токму нему, вели дека чајот има горчлив вкус. Пиејќи го, може да се размислува побрзо, да се спие помалку, да се движи побрзо и да се гледа појасно. Во оваа длабока светска култура, послужувањето и пиењето чај е една од многобројните автентични и уникатни церемонии. За целиот тој чин, самите велат дека е само начин со длабока почит да ве понудат со чај. Затоа сега најљубезно ви нудам да останете со нас и да уживате во чаша кинески чај. 中国人饮茶讲究一个品字，由此形成了不同时期的茶文化。在中国各地都有茶室、茶馆，举办茶叶集、茶叶博物馆，还有茶文化研究会等。现在呢，我就为你泡一杯中国有名的绿茶西湖龙井。
龙井茶的水温要求85度。静置10秒钟。玻璃杯泡龙井茶呢，恰到好处呢，能保证茶汤的口感，同时呢又能欣赏茶叶在杯里上下浮动的曼妙姿态，然后呢能够完美的体现龙井茶的4级色香味形。龙井的香味呢，有兰花香、豆香、栗香。现在请你品尝。你可以闻一下龙井的香味。闻到了吗？它的清香味、豆香味、兰香味。中国人在喝茶的时候呢，还喜欢配上传统的茶点。这是核桃酥，这是芝麻糕，你可以品尝一下。Јањеша, ние во македонската култура се будиме со шолја кафе, вие во кинеската се будите со шолја чај. Колку тој ритуал го сменивте откако дојдовте овде? 中国人呢，大部分都非常喜欢喝茶，就像马其顿人喜欢喝咖啡一样。特别是对于我们来说，来自普洱茶的故乡，对茶呢有一种特别的感情和爱好，所以呢，每天早晨都喜欢泡一杯清茶。喝了这杯清茶之后呢，感觉一整天的在工作或是学习中呢，都是一种神清气爽。所以可以说是把一种爱好变成了习惯。Кога кинеската жена се учи на целиот тој ритуал на приготвување и послужување на кинески чај, и кој е тој кој што ја учи на тој ритуал? 我们从小呢，就是看父母泡茶、喝茶、品茶，听他们说茶的故事、茶的味道，所以呢，就耳闻目染的了解了很多关于茶的知识和文化。长大以后呢，又经常和一群喜欢喝茶的人在一块，经常聊关于茶的一切茶文化，所以呢，就奠定了很多零碎的茶的知识或者是文化在心里。Во македонската култура пиењето кафе е социјализација, дружба со пријатели, разговор. Во кинеската култура пиењето чај многу често е баланс, хармонија, мир со себе и со останатите. Меѓутоа, истиот тој ритуал е дел и од вашата свадбена церемонија. Какво значење има пиењето чај или послужувањето чај во таа свадбена церемонија во Кина? 中国人呢，在结婚的时候呢，喜欢敬茶给父母，双方的父母敬茶，它是一种礼仪礼节，就是前面我已经讲过了，就是在中国的传统文化中，经常以茶是礼，给双方父母敬茶的，他首先是对父母表示感恩感谢，
感谢父母的养育之恩。第二呢，它是一种表达今后要对父母的一种孝敬、尊敬。第三呢，婚礼上敬茶呢，它是传承了一种传统的文化习俗。现在呢，我为大家展示一下乌龙茶的冲泡。乌龙茶又叫清茶，它深受中国沿海一带人民的喜爱，比如台湾人、广东人。首先呢，我们温杯，头茶，冲泡，乌龙茶的水温呢，它要求85度到90度之间，浸泡10秒钟便可以出汤。茶汤呢，我们需要盛入闻香杯，然后用品茗杯，这是品茗杯，盖住闻香杯。现在呢，我们要展现乌龙茶最独特的方式——翻杯，用中指和食指托住闻香杯，拇指呢扣住品茗杯，然后快速翻转，再轻轻旋转闻香杯，把茶水呢倒入品茗杯中。食指托住闻香杯，轻轻转动，吸气闻香，
乌龙茶的香味呢比较厚重，它有清香型、淡香型。这一款呢是清香型的乌龙茶。你感兴趣尝试一下吗？请。我带你，食指托住闻香杯，拇指扣住品茗杯，快速翻转。左手帮助，然后轻轻旋转，把茶水渗入品茗杯，放下品茗杯。轻轻转动闻香杯，吸气，感受到它的香味了吗？闻香完毕，可以品茶。品茶的时候讲究一个指法，3口。还喜欢吗？首先呢，我们温杯，这个过程呢叫温杯。同时呢，它也是对茶几的一种消毒。这是普洱生茶，第一步呢，先润茶，这个过程呢，大概要静止10秒钟，让茶的味道充分的泡出来。现在茶味出来了，我们可以把茶汤过滤到公道杯里面。茶汤呢，根据保存的年代不同呢，它的颜色不同。
在中国讲究喝茶的时候呢，手无茶杯，拇指和食指呢托住杯身，中指呢托住杯底，这叫三龙覆鼎。品茶的时候呢，分3口：一饮，2喝，3品。普洱茶的味道呢，它有酸、甜、苦、涩，然后回甘，味道呢醇厚。你可以品尝一下。一饮，2喝。3品，你能体会到它的回甘味了吗？普洱茶的香味呢，通常是挂在杯上，然后它的香味呢比较醇厚，是自然的发酵出来的，有枣香、桂圆的香，还有一种蜂蜜的香味。第一泡的味道呢稍微清淡，第2泡的味道呢是最好的。Илјадници години, чајот именуван по своето родно место Пуер, е како лутачки странец кој патува низ целиот свет и раскажува приказни за истокот, стари со векови. Со текот на годините, тој станал символ на ориенталната мудрост и рамнотежа. Со една голтка од овој волшебен пијалок, влюбениците во Пуер чајот низ целиот свет се наградени со езотерични моменти неповрзани со нивниот секојдневен живот. Роден во градините преполни со зелени лисја, чајот е познат како ориентално растение, кој ги поврзува човекот и природата на мистериозен начин. Како и подемите и падовите во историјата, чајот има горчлив, но сепак сладок вкус. Помеѓу многобројните видови на чајни растенија, Пуер останал непознат се до династиите Минг и Чинг. Некогаш малку познат на луѓето надвор од југозападната граница на Кина, сега станал популарен пијалок. Ова е Пуер чајот, роден во провинцијата Јунан. И нашата приказна започнува овде. Оригиналното име на градот, Пуер, е сега почесто познато како името на чајот именуван според него. Областа Нингер од градот Пуер е славен центар за дистрибуција на чај во историјата на Јунан. Откако градот официјално бил именуван како Пуер, под јурисдикција на империјалната власт на Чинг во 1729 година, целиот чај кој овде се произведува и со кој се тргува, главно се нарекува Пуер чај. Стотици години, Пуер чајот патувал илјадници и илјадници километри по древниот пат на свилата, по патишта со коњски каравани и по окејани, за да стигне до недалечните агли на светот. Корените на Пуер чајот се од Кина, а неговата судбина е поврзана со планините во Јунан. Вкусот на чајот го сакаат секаде во светот. Нема никаква врска со националноста. Едноставно е важно да се има нежно срце. Пуер, како патник гласник на патот на свилата, ги поврзал земјите со својата собствена патека. Сите љубители на чај во различни делови на светот стануваат пријатели кога чајот ќе се спушти низ нивните грла. За многумина, Пуер е повеќе од само пијалок. Тоа е повеќе како верба што ја имаат во својот секојдневен живот. Јунан е светот на чајот. Пуер е чајот кој му припаѓа на светот.茶文化呢，正随着“一带一路”走向世界。2014年，中国国家主席习近平在比利时演讲的时候说了：“正如
中国人喜欢茶，而比利时人喜欢啤酒一样，茶的含蓄内敛和啤酒的热力奔放，代表了不同的文化。但是他们二者并不是不可兼容的。习主席呢，用茶和酒比喻了东西方的文明，从而谈到了中国的主张是和而不同。联合国规定每年的5月21号为国际茶日，来赞美茶的经济、社会和文化价值。我来自中国云南普洱茶的故乡，我对茶有一种独特的感情和爱好，所以我愿意携手同白马其顿的朋友们推动茶叶的国际贸易，深化茶文化的交融互鉴，让更多的朋友们知茶爱茶，共品茶香茶韵，共享美好生活。Да можеше цела една култура, традиција, знаење, умешност и мудрост да се пренесат во само неколку минути. Тогаш тоа ќе беа минутите потребни да се ужива во чаша кинески чај. Илјадници години постоење, знаење во создавањето, мудрост во послужувањето и длабока хармонија во консумирањето. Чистината на индивидуалното искуство и одбивањето да се комерцијализира овој ритуал ја фрлаат врз кинескиот чај сета онаа магија која што ние од Западот, не знаеки, ја пропуштаме пиејќи само уште една чаша чај од филтер кесичка. Можеби токму затоа и не постои култура која што може да се долови во само неколку минути.